Почитувани гледачи, добро утро. Утринска програма на Слободен печат. Денеска имаме една доста интересна тема која ја засега малтене цела популација која што работи во канцеларија. Постои ли седечка болест кој се е засегнат од неа? Каде се проблемите кои што се јавуваат во вратот, во половината или на некое друго место? Утрово наши ваш гостин, доктор Аница Хаджипетрушева Јанкиевич, физијатар, или доктор по физикална терапија од приватната болница Аџибадем Систина. Добро утро и добре ве најдов. Ви благодарам што ја прифативте поканата за Слободен печат. Значи, најавив дел од она за што ќе зборуваме. Ајде најпрво, дали постои седечка болест? Секако. Постои седечка болест, особено со моментот дека се повеќе сме врзани за компјутерите, дека техниката и технологијата не прави се повеќе статични, особено во последните години после пандемијата, седечката болест е многу по-застапена. Ако се сметало дека еден работник кој што е канцелариски работник, седи во континуитет 3 до 4 часа, околу 65% биле такви, од 2022 и 2023 година студиите покажуваат дека дури 86% од седентарните работници, односно од канцелариските работници, седат подолго од 4 часа континуирано. Така да тоа веќе многу ни кажува дека седечката позиција влие врз целиот телесен развој, односно врз дегенеративните промени. Се смета дека максималното време траење на седентарна положба не треба да е повеќе од 90 минути. Значи на секој 90 минути да има раздвижување од некои 5 до 7 минути. Така да овие 4 часа се многу. Многу студии покажуваат и во последно време се повеќе се обрнува внимание на едукација на работниците, на воопшто сите нас, дека треба да движењето е она кое што не одржува во живот, заради тоа што не само тегобите што ги има самиот човек, туку и самото општество го чини многу. Медлайн излезе со последната статистика во 2023 година дека еден работник кој што е канцелариски работник во однос на трошоци со боледување, медикаменти и слично заради проблеми од седентарна болест, значи од тегоби од грбот и во однос на целиот мускулоскелетен систем, општеството го чини околу $9,200. Тоа е на годишно, тоа е на годишно ниво. Меѓутоа, ако земеме колку такви вработени имаме и колку трае тоа работниот век, навистина бројката е енормна. Особено што покрај тоа што го чини општеството и квалитетот на самиот човек се намалува за некаде околу 30 до 40, квалитетот на живот се намалува за околу 30 до 40%. Што најмногу страда? Нели велиме спондилоза, имам проблем со кичмениот столб. Според вашата статистика, што е практично, кој дел од телото најмногу е погоден? Седечката или седентарната болест представува метаболно заболување кое што два пати го намалува моментот на циркулација и оксигенација на и метаболизмот на целото тело. Што значи консеквентно на тоа патат нервите, патат мускулите, пати целиот мускулоскелетен систем, пати циркулаторниот систем. Некако се многу игнорираме, меѓутоа нешто што ни е непријатно да го чувствувам и тоа константно се чувствува, тоа се болките во грбот. 80% водат, со 80% се застапени болките во лумбалниот дел, односно во кичмата, некаде со 45% се застапени болките, односно тегобите во вратниот дел и остатокот отпаѓа на локомоторниот апарат, односно на рацете и нозете, повеќе се застапени долните екстремитети. Одговоривме некако на првото прашање, мислам на следното прашање, во првото прашање, меѓутоа ме интересира кои се симптомите и кога е периодот, кога е практично крајниот стадиум кога треба да се побара совет од лекар.
Кои се симптомите? Најчесто се јавуваат кога се тегоби во однос на лумбалниот дел, се јавува болка, се јавува болка при самото седење, при самото стоење, како тежина, како остра, која што прогредира со текот на времето, како остра и прогредирачка болка. Потоа се јавува отежнато кога ќе се стане од столче, отежнато исправување, односно вертикализација на телото, отежнато раздвижување, колку болеста, да ја речеме, прогредира. Се јавуваат болки надоле по екстремитетите, односно во нозете, како ишиалгии, се јавува трнење, се јавува слабост на нозете, отежната е секоја промена на положбата и се поболна и поболна. Тегобите во однос на вратниот дел пак се најчесто се како тежина во вратот или тврдина или викаат како плоча да има во вратот и исклучителни тензиони главоболки. Затоа што и самата циркулација е нели нарушена и намалена. Главоболки кои што со тек на време може да прогредираат и кон вртоглавици при промена на положба, ограниченост во подвижноста на вратот, па нели повторно оној невролошкиот дел кој што оди понатака и се слабост на рацете, трнење во шаките и слично. Така. Околу возраст, со почнувањето, кој ви е најмладиот, а кој најстариот пациент со проблеми нели во кичмениот стол? И еве децата претпоставувам дека не седат, меѓутоа имаат проблем. Седат. Да, играат, да. Седат. Значи, ако зборуваме за седентарна болест, обично зборуваме за работоспособна возраст. Значи некаде од 20-25 канцелариска болест. Значи од 20-25 годишна возраст па некаде до 65 годишна возраст. Просекот порано на појавување на тегобите од седечката болест беше некаде околу 40-45 годишна возраст. Сега тој просек е намален и се јавува веќе често, голем процент е, но ние што и после 22-та, 25-та година почнуваат да се јавуваат со тегоби. За жал, пак ја напоменам, пандемијата заради долгото седење на децата пред телевизор, односно пред компјутер и онлайн настава, најмладата пациентка која што беше со седентарна болест и со херниација и промени на повеќе нивоа на орбитниот столб беше 14 години. Тета, така. Многу загрижувачки. Да. Кога сме веќе кај децата, па повторно ќе се навратиме на седечката болест, ме интересира како оди лекувањето, бидејќи многу малку се посветува внимание на физичката активност, се појавуваат сколиози и кифози кај децата. Дали се лекуваат со физикална терапија, народски кажано, или дали може да се подобри, за колку проценти состојбата тука? Целта на лекувањето, односно целта на третманот на кифозите и на сколиозите е едукација и на самото дете и на целото семејство, дека само соодветната физичка активност ќе ја спречи прогресијата на болеста. Дали зборуваме за деца или зборуваме за возрастни, значи ќе ги ставам сите во една група. Треба да научиме дека само одржувањето на тонусот, односно јачината на мускулатурата, само физичката активност, соодветното раздвижување и соодветното вежбање ќе ни го зачува мускулоскелетниот систем за да не служи во животот што подолго. Така. Ние до одреден период од животот го искористуваме и очекуваме после тоа на старост да не служи. Малку потешко оди, нели, тоа. Треба да научиме од мали нозе дека треба физичкото здравје, односно физичката активност ни го подобрува квалитетот на животот и тоа ни е инвестиција за понатаму во животот. Каде сме сега со советите? Еве да им дадеме на сите канцелариски работници, меѓу кои што е и новинарите кои што обично работат по портали. Има седечка работа, совет еден, колку да работат, колку да се движат, што да направат во меѓувреме, па потоа ќе позборуваме малку околу пирамидата на лекување, кој треба да ги упати и што понатаму. Значи во однос на тоа кои се нели ергономски совети ги велиме. Прво е дека кога ќе ми речат ме боли се што да правам.
Кам ќе си го наместите телефонот на секој 60 до 90 минути да ви титка, да ви звони тајмерот и тоа ќе ви биде знак дека треба да станете да свртите кругче околу канцелариската маса, вода да се напиете. Дури има една студија дека ставањето на шише вода на канцелариска маса е чекор напред, што значи дека тоа шише кога го гледате, прво ќе го пиете, или ќе се хидрирате, а второ ќе ве натера да станете за да си наполните вода. Значи тоа е нели чекор нели кон healthy life го викаат. Така да тоа е една од работите, значи раздвижување. Значи да нема подолго седење од 90 минути. Не е тоа дека работата нема да се заврши, ќе се заврши, ама да се промени положбата на телото. 3 до 4 пати неделно или секојдневно во колку е возможно, барем најобично пешачење. 2 до 3 километри во денот пешачење. Изведување на некакви вежби во домашни услови на истегнување. И тоа е, тие завземаат временски простор од 20 на минути, не повеќе. Многу корисно за секого. И за млади и за возрастни. Се повеќе обични столчиња се отфрлаат во употреба или ако отидете на запад ќе видите дека кај грото особено компјутерски работници под масата имаат пилате стопка, голема пилате стопка. И дел од работното време седат на столче, дел од работното време седат на топка. Така да тоа е убав исто момент за нели напредок, односно лесна активност која што можеме сите да си ја примениме. Откако веќе ќе се јави болеста? Што прави потоа пациентот? Нели, чувствува болки во вратот, во кичмениот столб. Која е пирамидата? Матичен лекар, физијатар и колку е успешноста на лекувањето? Дали се повторува после физијатриските третмани и на колку време е препорачливо доколку има нели дијагноза некаква да се повтори третманот? Диапазонот нели на степени на дијагноза е многу голем. Може да почне од обичен мускулен спазам заради позициона положба, па се до хернијаци и поголеми нарушувања во однос на стабилноста на рветниот столб. Да, секако прво се јавуваат кај матичниот лекар, најчесто потоа се упатени кај ортопед, невролог, при што воколку они оценат и воколку зависно каква е клиничката слика се прават одредени исследувања, дијагностички методи, снимања, рентген, магнет, зависно што е потребно и потоа се препраќа на физикална терапија. Целта на физикалната терапија не е зависно повторно ќе речем од степенот на тешкотии што ги има пациентот, односно личноста, не е целта на физикалната терапија да го врземе пациентот во болница постојано или нели да го врземе дека треба на секој 6 месеци да оди на физикална за да му биде подобро. Секако дека од физикалната во тој момент кога се јавила акутната болка ќе му биде подобро. Меѓутоа целта ни е да ги натераме и едуцираме луѓето да физичкото здравје го променат погледот кон физичкото здравје, станат активни и тоа да им влезе дел од животот. Практично да го сменат начинот на живот и функционирање. На животот и погледот кон сето тоа. И тогаш велам сум успешна ако сум успеала да ве убедам да го смените гледиштето кон целото физичко здравје. Времето ни е кратко, за крај на интервјуто една препорака до сите, не мора да се канцелариски вработени, што треба да направат за своето здравје? Движењето е здравје. Дефинитивно треба да научиме дека движењето, односно вежбањето ни е лична хигиена. Велам како што се мијат заби, мијат лице, така и одредената физичка активност која што не мора да е повеќе од 20 на минути до половина час дневно треба да ни влезе во навика и само тоа ќе ни го одржува квалитетот на животот. Докторка, ви благодарам за гостувањето. Ова беше доктораница Хаџипетрушева Јанкиевиќ, доктор по физикална медицина од приватната болница Аџибадем Систина. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма. Ви благодарам за вниманието.